Почитувани гледачи, почитувани слушатели, на денешната моја втора емисија ми представува посебно задоволство што гостин е мој долгогодишен пријател. Не знам колку години се знаеме. Многу долго, навистина. Навистина, да, долги години. Ќе збориме за проблематиката од областа на урологијата, доста честа проблематика кај голем број на пациенти. И за моје големо задоволство, денешен мој гостин е мојот пријател и колега професор Сотир Ставридис. Сотир, добро дојде во... Добро да најдов, фала на поканата. Баш ми е драго што си тука. Не сум било давно нит на телевизија, нити вака нешто прв пат беше на подкаст. Кјути што те убедив да дојдеш, али мислам дека стварно... Не, беше задоволство сега, реално. Па сега, навистина ти си една од најдобрите уролози од државата, мислам дефинитивно, бидејќи се знаеме долго. Искрено ми е многу драго дека голем број од гостите кои што доаѓаат тука се мои пријатели, сите се успешни од својата област. И ми е баш драго што можеме баш на вако прво лице да видат луѓе како разговараме кои имаме одредени проблеми, така кажа и претходната емисија што беше со Камнар. Така да имаме, ние спремивме некои прашања кои што сметам дека се најчести. Како на специјалистички испит. Да, ова ги видам многу кои ги дадов беше, али ќе гледаме да ги тој го кажав и првата емисија да едноставно тоа што ќе го разговараме да биде ниво кој што пред се да го спуштиме нивото, да не биде премногу стручно, за да можат и гледачите и слушателите да разберат што зборуваме. Така да ние направивме еден концепт на прашања кои што сметам дека се најчести кај голем број на луѓе. Првото прашање кое што би започнал е она што е стандардно, што мислам на испит го поставуваме кај на студенти, а тоа се уринарните инфекции. Прво треба да разграничиме дека урологијата не е гранка само за мажи, како што е гинекологијата, значи има... Да, точно, тоа е реално е така, затоа што луѓето мислат и нели општа популација дека гинекологијата за жени и урологијата за мажи. Не, напротив. Урологијата имаме и проблематика која што е дефинитивно и машка и женска, значи имаме... Апсолутно, да. Едно се уринарни инфекции, тука се уролитијаза, тука се оние неоплазми, малигни тумори на уринарен тракт, така да тоа е нешто што ги меќе мажите кај жените. Да, така да ќе... Добро, ајде да почнеме прво, цело време го потенцирам тоа. Значи, кои се први симптоми кои што ги плашат луѓето за кој ќе се каже дека некој има уринарна инфекција? Кои ти се први онака симптоми кои ќе ти се јави некој на телефон и кој ќе ти рече... Факт е дека прво реално најдраматично е кога некој ќе види крв во урината. И тоа е секогаш проблем. И тоа е у принцип најчестата работа. Болка при печење, при уринирање, при мочење, крв на крајот на мочењето најчесто или во почетокот, а некогаш поредко и целата урина фактички, целиот так на мокрење е пропратен со крва урина. Може да има температура, може да има болка во да кажем во крстот, меѓутоа многу различни симптоми, но најдраматично оно што секогаш се гледа тоа е крва урина и печење при мочење. Буквално кажуваат нели пациенти како да ме сече некој со нож. Да, јасно тоа. Тоа е само она што секогаш по дефолт доаѓа. Првото, а понатаму секој има можеби некоја различна симптоматологија, некои различни симптоми, меѓутоа основните се тие крв и печење при мокрење. На пример, зошто онака се смета, сега по принцип ги знам, али морам да ги поставам прашањата да бидат официјални, да се смета дека жените добиваат повеќе уринарни инфекции него мажите? Па добро, има одговор. Да, точно дека почесто добиваат, особено тоа што нивната уретра, каналот за мокрење е пократок, тоа е една работа, и второ е многу подостапен на пенетрација на влезна бактерија од надвор, баш заради краткиот канал и малку пошироката уретра. И тоа е основното зашто тоа се случува. Дополнително кај жените кои што се нели во понатаму менопауза, тие епизоди на уринарни инфекции стануваат почести, меѓутоа тоа е се заради оние хормонални проблеми, промени кои што ги имаат жените. Оно прашање дали во базен може да добијат уринарни инфекции или не? Инфекција... Дека тоа стално викаат кога ќе влезат во базен имаат уринарни инфекции. Не, види се, уринарна инфекција може да се добие на различен начин, меѓутоа дека баш од базенот ќе добијат, тоа сигурно не. Постои шанса да се добие, нормално. Ако зборуваме сега за базен кој што ги исполнува критериумите и условите за нели чистота, за не би требало, меѓутоа може секогаш. Поврзано е сепак со изложување на некој надворешен агенс. Во случајов може бактерија, може би затоа што често и на мажите тоа го советувам на... Која е уствари главна причина за уринарна инфекција по тебе? Да види се, главно се знае кој е, тоа е најчесто се бактериски овие цистити, нели? Тоа се бактерии, и Ешерихија коли, тоа она не е, кога ќе слушне нели секој за Ешерихија коли, тоа е најголем проблем, затоа што тоа е најчеста бактерија, уринарен тракт, нормално дека тоа е. Не можеш да извадиш. Во принцип проблем е кога станува хронична и затоа често пати прашуваме колку пати во последните, не знам, 6 месеци сте имали уринарна инфекција потврдена на
уринокултура. Затоа што тоа она што често се случува кај нас доаѓаат пациенти кои што нели на своја рака или пијат антибиотици или сметат дека имаат уринарна инфекција, а може да се случува нешто друго. Да, така значи... да битно е да се направи некакви следувања, не само да се зема антибиотик на пример. Значи големата слика е имаат симптомите кои што ги напомена. Што треба да направат во моментот? Значи ти си дома и ги имаш тие симптоми, имаш печење при мочење, при мокрење. Па види се многу индивидуално кај си, кој период е од не знам од неделата, кој период од денот. Меѓутоа најчесто е да се пијат многу течности. Прво е, нели, секогаш даваме совет да се пијат многу течности. Втора работа, ако може да се направи, најдобро е да се направи уринокултура, да се остави нели мочка за микробиолошка анализа, за да после тоа се даде некаков антибиотик. За да биде циљана тоа, да биде целно, да не даваш антибиотик на онака на памет, што викаме. Да, многу течности претпоставувам. Па течности, многу течности и во принцип знае да помогне топлост, термофор или нешто да се стои топла бања некоја да се препорача. Така да тоа е тоа. Меѓутоа има сега во последно време се повеќе има и препарати кои што се многу актуелни како брусница, како не знам увинчај. Увинчај ствари го има одавно. Иако луѓето многу погрешно го сваќаат до потреба на тој увинчај, се пие со хектолитри, а у принцип не треба да се пие многу, до 10 на дена, пошто тој може да направи проблем, иако е тоа билен препарат, може да направи белја. Па ја не знав тоа. Зошто не смеш да го? Зашто знае? Пишува дека може да направи конкретно 10 дена, меѓутоа знае да направи дури хепатални некои нарушувања. Озбилно? Да. Уја, не сум знаел ни јас тоа. А кажи ми, значи, у хроницитет се рачуна, на пример, има луѓе кои што кажуваат стално дека имаат многу чести уринарни инфекции, дека им се повторуваат. Како да го преминираат тоа? Дека ќе речеме има уринарна инфекција, поспорува ја некој време, повторно има уринарна инфекција. Уринарната инфекција вообичаено е тоа не е причина, мислам, таа е фактички се јава заради некоја друга работа. Таа е последица на нешто. Дали е тоа бактериска инфекција или евентуално се случило некаква друг проблем кој што има пациентот, дали е тоа калкулоза, дали има не де боже тумор или такви работи, меѓутоа не секогаш тоа е она примерно што се случува. Нешто се крие позади неа, а таа е само некој симптом. Така. Значи повеќе мислам од тоа, значи антибиотската, знаеш имаше на дилема стално вика, знаеш она зимаат уринокултура и се ти имаш уринарна инфекција, а уринокултурата реалната со антибиограм добиеш по 2 дена. Што да прават од тој период? Па некојаш може да оно што даваш е битно на да даеш антибиотик или не? Па може да даеш. Има антибиотици кои што ги даваме и се случува и секојдневна пракса. Ќе му кажеш на пациент, дај уринокултура па почни да земеш некаков антибиотик. Да. Секогаш можеш да го смениш. Да го смениш, да затоа што реално се многу јаки, многу изразени проблемите што ги имаат луѓето. Така да најбитно е да даеш, сам најбитно. Некогаш не си во ситуација да оставиш урина за уринокултура, па ќе почнеш да земеш и на слепо антибиотик. Меѓутоа по она by the book е тоа, земи остави урина за уринокултура, па после тоа антибиотик. Најдобро да биде циљано, меѓутоа некојаш и од кој ќе оставиш ке земе пациент. Сутре со второ прашање, што е многу актуелно кај маживе, поготово над 40 година, што се појавува, тоа е проблемите со простата. Значи, мислам дека 3 теми се интересни за 3 диагнози во склоп на простатата, тоа е простатитот, да речеме, воспалението, бенигната хиперплазија и карциномот. Значи, тие 3 работи кои што треба да ги различат мажите претежно, кога збориме за простата и она сите сме веќе Се со простатитот може да се надоврзе на претходното што зборивме за уринарните инфекции. Тоа е дефинитивно поврзан и простатит како простатит прво нели имаш акутен хроничен и хроничен тоа нешто малтене нема маж над 50 години кој што нема хроничен простатит. Различен степен го осеќа, не го осеќа, има симптоматологија или нема. Меѓутоа хроничен простатит секој маж има, затоа што со текот на годините нешто се фаќа од таа простата. Че од студијаво, значи што сме... Студијаво, има двајца, минимум тројца сме со хроничен простатит. Значи,
Добро, мислам, кои се први, да кажеме, вака симптоми кои што се појавуваат кај простатитот? Простатитот у принцип не можеш да го разграничиш секогаш хроничниот простатит. Акутен простатит е драматично, тоа е температура, тешко мочење, мислам стварно драматична ситуација, тоа не може да се промаши. Тоа е стварно акутна состојба. Да, и што правиме такви ситуации? Идеш на уролог, мислам. Добро. Окей, да, тоа е јасно. Идеш на уролог. Тоа си го на доктор, па што нема шанси да не отидеш на доктор. Да, тоа е толку. Што правиш, што правите, што даваш дијагностика, што се прави, на пример, терапија, третман, што правиме на акутна состојба, што е примарно што се прави? Знае, ќе направиш ехо, ќе видиш, ќе се направат микробиолошки следувања, ќе се направи дигиторектален преглед евентуално и најчесто не најчесто мора да дадеш антибиотик, затоа што тоа е стварно драматична состојба. Колку време се пие, долго време? Па некогаш и мора венски да се даде. До тој степен? После тоа, да, некогаш мора венски, може дури 2 антибиотика, таблетарна терапија трае подолго. А се случува катетер да се стави, имаме така? Не се препорачува, ама некогаш мора. Меѓутоа не се препорачува тоа што знае да ги потенцира болките и проблемите, така да некогаш се препорачува цистостомата, супрапудична. До цистостома може да дојдеш. Да. А возраста има граница отприлика кога почесто по оваква? Па акутните нема граница, тоа во принцип вообичаено луѓе што имаат хронична знае некогаш да акутизира, нели да екзацербира, да стане малце подраматично. Иначе нема, а хроничниот простатит е нешто што го имаш и може да варира во интензитет, во симптоматологија. Меѓутоа тоа најчесто е слично со оние симптоми на бенигна простатична хиперплазија. Дури тука и она што е проблем зашто ние препорачуваме како уролози да се оди на тие прегледи уролошки над 50 години. Затоа што карциномот на простата и бенигната простатична хиперплазија или таа, да кажеме, состојба на потешко мокрење или проблеми со мокрење, симптоми на долен уринен тракт се препокриваат. Кога ќе станат евидентни симптомите на карцином простата, тогаш веќе возот отишол. Значи тоа е веќе навистина напредната болест. И тука е проблем, затоа се препорачува се оди на уролог. Да, јасно, мислам. Не знам, ти си бил на уролог? Не, па ти имам тебе тука. Па не си бил човек. Ние сме најнедисциплинирани од сите пациенти, реално, ама тоа е точно така. Док не се појават проблемите. Али, да кажеме, веќе бенигната хиперплазија, например, таа е онака доста честа варијанта и доста луѓе имаат. И факт е дека најчесто тоа што се плашиме е тој прелаш, што викаш, од бенигна во карцином. Кои се лабораториските испитувања? Да речеме, стандардно, имаш проблеми со мокрење, стануваш навечер често, не стануваш почесто, зависи квалитетот на млазот, станувањето навечер, болка некако придружена, да речеме. И што правиш кога дојде кај тебе пациент првото испитување? Што се прават први испитувања? Обичаено ехо, одредување на тоа ПСА, простата специфичен антиген и дигиторектален преглед, значи преглед на прст, со прст на простатата. А кажи ми, ПСА-то горна граница е проблем или не? Па види сега. Кога го третираш дека е бенигна? Мислам, дали клиниката е побитна или ги склапаш, сега можам да кажем од мој аспект е тоа што го работам, али да речеме, ако имаш ПСА покачено, а клиника немаш... Тоа ти е аларм. Тоа зашто ПСА-то не е не е некој маркер кој што е многу сензитивен, многу специфичен за карцином. Тоа е, да кажеме, ти кажува дека има некој проблем во простатата. Сега ти треба да видиш што е проблемот. Значи дали е тоа хронично воспаление, акутно воспаление и карцином. Или некоја хронична состојба која што апсолутно не му смета на пациентот. Да, значи по принцип. А инаку си има тие референтни вредности, си има сива зона која што е над тие вредности. Меѓутоа секогаш битно е да направиш преглед на пациентот. Тоа е битно го индивидуализира. Секој пациент е сам за себе. Да, сопствена приказна кој што викаме Да, секаде има така. А сега да речеме добро, потврдено е дека има бенигна во однос на димензии кои што да речеме се некои веќе влезени во некаков третман. Кој е третманот што се прави примарно кај бенигна хиперплазија или дали прво идеме со терапија, тераписки? Па тоа е добро сега, значи 21 век имаме лекови, не се нешто многу, тие се 2-3 групи лекови, меѓутоа може да поише, меѓутоа лекови со кои што се одлага или воопшто нема потреба за некој хируршки третман. И тоа е добро. И за навистина помалце споредено од тоа јас кога сум почнал да работам урологија, многу помалце пациенти ги оперираме заради проблем со бенигна. Заради неможност за мокрење, значи за акутна ретенција на урина, значи за неможност да моче пациентот, така да со лековите многу подобро. Ама секогаш идеш прво со лекови. Така. Што гледаш наједноставно за пациентот да видиш. Да, јасно. А после тоа идеш на, да кажем, поагресивно, односно на некаква операција. Сега типови на операција постојат различни, меѓутоа зависи од големината. Да речеме кој е најстандардно на сега, знам ли ти прича да знаеш да гледаш. Па види се, се менува стандардите.
Порано беше, да речеме, таа трансуретрална ресекција на простата, сега имаш ласери, имаш некои минимални инвазивни методи, затоа што буквално као за секоја простата да има различна интервенција или неколку типови интервенција, на крај пациентот што сака одма да се ослободи, сака може да причека малку, ама да има помалку агресивна операција, така да навистина многу работи се сменили у последниве 20 години во урологијата. Да, значи по принцип ти правиш проценка, а у моментот кога ќе дојде, кога има бенигна хиперплазија, речеш он има проблеми со мочење, он има на пациентот совет, треба да размислите за операција. Затоа што се види најбитно е, многу е битно пациентот да биде решен дека треба да знае дека треба да се оперира. Затоа што има многу луѓе што имаат голема мака, ти гледаш дека има проблем, а он си го не бе добро ми е мене доктор. Добро, што ме е добро? Мора сам да види дека навистина има проблем. Дека веќе не се издржува квалитетот на живот, толку му се нарушува да не може. Ти треба да му објасниш што пациентот веќе е научен затоа што тој е секоја хронична работа. Ти не приметуваш кога одеднаш или одниеднаш станеш 4 пати. Оди по лека тоа иден или станеш 2 пати, 3 пати. Да, и после тоа 4 пати стан. Како ти е супер, можеш колку пати станеш 4 пати. Не е нормално. Да, јасно. И после мочење прави шехо, има многу остана мочко во бешиката. Ама он е окей, он е задоволен. Стане моча навечер човекот. Да, што викаш. Тука е, значи и многу е битно state of mind, многу е битна едукација на пациенти. А кажи ми, кога се прават, да речеме, тие туровите, ситови ласерски, дали имаме проблем после операција со ерекција на после овие операции за бенигна болест не би требало да има и многу малку е како се вика. Зафатена Не, воопшто далеку си од нервите, нервите воопшто не ги чачкаш. Така да не би требало да има промена. Значи, ако имал пациентот ерекција претходно, ќе има и после. Она што може да биде проблем после операциите, тоа е неможно зафрлање на сперма. Така. А да речеме, по принцип, кога ќе се направи интервенцијата и се дешаваат сите овие работи кои што се предвидени така натака, дали може да се повтори повторно? Да имаме повторно иста ситуација и пак да се прави истото? Може. Секако дека може, прво види, секоја операција има компликации. Он процент на компликации, така да тоа е едно што може да се случи. А второ, може. Простатата е орган што цело време расте. Значи, ако не ја тргнеш ти капсулата, а таа се вади само кај радикални операции, таа постојано знае да расте. Некои луѓе расте побрзо, некои подоцна. Се смета дека после 10-15 години повторно има потреба за операција. Ласерските операции го намалуваат тоа. Значи нема толку рецидив, да кажем, условно болеста на самото раст на простатично ткиво, меѓутоа повторно секогаш постои можност да се повтори тоа. Ама затоа ти пак можеш да ги уклучиш лековите и пак после тоа да размислиш за операција. Да, меѓутоа векот човечки се знае тој така да човек суров е, ќе те стигне така да. Добро, останува уште да кажеме за карциномот, уште значи сега правиш прво ректално туше, гледаш дека има дека опипуваш нешто што ти личи на карцином. Што правиме кој инвестигации, после правиш компјутер? По принцип и тука има разлика. Значи тука има не секојаш ти ако има покачено ПСА правиш биопсија или просто треба да се направи биопсија да имаш верификација дека имаш карцином, значи мора да се потврди хистолошки под микроскоп дека постои карцином. Меѓутоа најчесто на по 50 правиш биопсија, евентуално правиш магнетна резонанца да се види сега постојат одредени скали како и што како што изгледа на тие радиолошки следувања. Меѓутоа најчесто правиш биопсија за да потврдиш дека има или нема карцином од простата. И фактички ако најдеш карцином, тогаш 100% има. А ако не најдеш, продолжува следењето, пошто не знаеш може да си го промашил. Така. А да кажеме на пример и кога се верификува дека има карцином, немаме метастази, да речеме, имаме чист карцином на простата. Е хируршкиот третман. Хируршкиот третман е радикален веќе. И тука има разлика. И тука имаш поише можности. Тука значи мораш да можеш на пациентот да му кажеш што треба да направи, затоа што за различна возраст имаш различни типови на третман. Да ги слушнеме, например. Кај некои пациенти, зборам, ако се пациенти кои повозрастни, имаат коморбидитети, имаат по низок стадиум, по да кажеме неагресивен карцином, има и активно следење. Значи не мора да се оперира. Не мора да се оперира. Не секој карцином мора да се оперира. Значи тоа се пак ти кажам различни ставови. Вообичаено ако пациентот е помлад, кој што се гледа дека има живот пред себе и физички фит, активен, нормален, ќе му препорачаш операција. Меѓутоа постојат и други методи за некои што не сакаат операција, затоа што секој третман на да речеме малигно заболување има и своји добри и лоши страни. И треба да ми ги кажеш тие, па на крај да заедно да учествувате во одлуката што да се прави кај тој пациент. Ти можеш да му кажеш што сметаш дека е број 1, број 2, број 3. Може да се зрачи, може да се следи, може да имаш различни минимални инвазивни методи. 21 век стварно има за многу разлика во различни пристапи у третманот. Меѓутоа, секако кога ќе одиш на хирург,
најба ќе ти каже треба хируршки, така идеш на Да, онколог да. ќе ти каже дај ќе дајме лекови или ќе те зрачиме. Меѓутоа све зависи од возраста, од типот на карциномот, односно стадиумот на карциномот, зависи од на крај крајава и преференца на пациентот. Може пациентот не сака да се опира или пациент има сака каже докторе вади не можам јас да седам Да, со да, ова. јасно. Така да многу различно. Треба малце да имаш и нели. Па да знаеш треба да и види психијатар да видиш. Ја тргам и од себе, на пример, да знам дека имам карцином, како би го би го што знам, не би знаел. Веројатно да. Да, нешто чудно ти е дали би го држал, дали би го пазел. Бедник да ќе преплази, ја разбирам. Ама види, ќе ти кажам што е паметно, така? Да, да. Да, веројатно исто ја би рекол да, чек, ама пак Знаеш, имаш добри и лоши страни, се Не, тоа ако вие има 80 години, разбирам. Мислам тука нема дилема да предложиш. Правев му обед со еден колега од Австрија, исто така познат уролог од тука од бивши ју простори. И тој што кажа, вика Сотир, кај мене доаѓаат луѓе на 80 години да скијат. Он е фит, доаѓа, вика да ја се оперирам докаде, не можам ја вика да губам време сега да. Човекот има зема 80 години. Препораките порано беа дека над 75 години кога Како ги оставаш? па не го оставаш, него сметаш дека за да го оперираш треба да има 10 години очекувано преживување. Така. Сега како старе популацијата и и квалитетот на живот се подобрува, дефинитивно расте и јасно, тоа се изместено е све веќе. Да, ти во Јапан колку живеат, имаш оние грчки острови, преживувањето навистина го, векот е навистина го, да. И ти што треба ствари да направиш, да ако имаш карцином простата, односно пациент има карцином простата, он треба да доживее да не ги доживее или да не ги осети компликациите што може да се јават, пошто се страшни, навистина умираат луѓето во тешка. Да, тешка состојба. Да. Ги зафативме оние базични работи кои што се битни. Сутре што е фертилитет? Ово е драматичко, идеме од друга насока. Да, сега ги правиме овие, ама по принцип да отидеме малку. Да, добро се, фертилитет е, значи види, машки и женски фертилитет се два различни поими, али у принцип сите се поврзани со тоа машкиот фертилитет која е можноста да зачне или да зачне плод. А кај женскиот е обратно. Меѓутоа не само да се зачне, него и да се одржи до крај. Значи да има, тоа е многу битно затоа што да нема мискерич, да нема некој пореметување во текот на таа бременност, така да се одржи до крај бременност. Така да тоа се тие типови на фертилитет, односно машки и женски фертилитет. Ние сега повеќе би зборувале за машкиот нормално фертилитет. Кои се најчести прашања кои ќе дојдат кај тебе што ти ги поставуваат пациентите на пример? Или со каков најголем проблем доаѓаат, да речеме? Некој ќе дојдат во амбуланта кај нас, значи ако едно е, збориме се од тој типа, кажеме андрологија фактичка би дошла, значи имаат проблем со потенција, или имаат проблем со фертилитетот, така, значи не може да има деца. И во принцип битно е да се знае дека што е, да кажам, она брачен стерилитет, дека година дена, ако активно се обидуваат секој месец да направат дете, дека ако не успеа, дека тоа веќе може да го третираме за проблем. Така, за проблем, за брачен стерилитет. А понатаму треба да се барат причините. Така да обично луѓето доаѓаат со тоа кога речат доктор имам проблем, имам проблем со спермограмот, тој е нарушен, има некои промени, или кажуваат доаѓаат од нула и викаат ние покушава се обидуваме 2 години, година дена, 3 години и немаме и да почнеме од некаде. Обично тоа е. Иначе причините се обично 30 е жената, 30 мажот, 33 мажот, 33 жената, 33 се двата партнери проблемот. Така да јасно. Не можеш да кажеш дека е повише машки или женска причина за стерилитет. Јасно. Да речеме дали по принцип она што се читаме многу и гледаме и следиме, мислам она што се случува, да речеме дали стилот на живот, стресот, лековите што се примаат придонесуваат најчесто за... Дефинитивно, затоа што ти тука имаш прво стрес, навистина стресот е битен. Стресот е битен, прво стрес од работа, второ стрес да се направи дете. И тоа многу влие. Второ, нормално, цигари, алкохол, нездрав живот дефинитивно влие. А дали бројот, квалитетот на сперматозидите се влијат? Бројката се намалува ли со возраста или... Да, се намалува и квалитетот на спермата. И квалитетот на спермата со тоа што кај жените веројатно
поизразен тој проблем отколку кај мажите. Затоа што мажите повозрасни може да направат, нели, да имат, да кажеме, квалитетен спермограм за разлика од жените. Ма тоа подобро с некој гинеколог ќе Да, објасни. тоа е јасно, да. Меѓутоа буквално има како бројка. Меѓутоа кај мажите од друга страна дефинитивно влие, плюс не спомнавме, освен цигари, алкохол, тука се во последно време многу конзумирање на различни дроги, опијати, значи тоа исто така влие. И тоа исто влие. И овие анксиозност се пијат овие антидепресиви. Добро, они делуваат, али веројатно поише на потенцијата знаат да им направат проблем, затоа што многу луѓе доаѓаат, многу млади луѓе доаѓаат во последно време што имаат проблем со потенција. И голем дел од нив ја ги препраќам на психијатар, затоа што во Македонија немаш ти класичен, барем јас не знам, може би се занимава некој поише, ама и класични сексолози нема. Надвор има и сексолози кои што баш се занимаваат со таа проблематика. И само тоа. Добро, дали може нешто се смени? Дали нешто се прави, се пие, се Па да има се лекови, подобри? постојат лекови, знаеш, постојат различни лекови кои што може да подобрат тип, да речеме, подвижноста на тие сперматозоиди, бројката на сперматозоиди. Апсолутно постојат лекови, меѓутоа магично стапче нема. Постојат и некои уролошки состојби што знаат да ги испиташ, да исклучиш проблемот така. Така е, да биде уролошки, не знам, проширени вени на варикоцела, некои такви проблеми, стандардни, да. Кои што може да направат проблем. Ама пак на крајот на денот многу зависи од навиките. Не можеш да бидеш сигурен возраста и овој стресот и се. Затоа што знаеш сега има многу луѓе градат кариера, забораваат нова, па после тоа кои ќе дојдат на 40 и имаш проблем, да. Па е зор тогаш. Сега би отишол на една, мислам дека најчестата, тоа уролитијазата, значи камењата на во бубрек, во бешика или кај да е. Ај прво ќе почнеме, се знае ли како, по принцип сме ги правеле ние сите овие разговори, или да кажеме еве за слушателите и гледачите наши, например, како настануваат камења, например? Дали се знае? Па види, имаат поише различни теории. Прво, Македонија конкретно, може да кажеш дека е подрече каде што се јавува калкулоза. Значи, навистина има почета поголема инциденца на калкулоза. А како се јава, постојат различни теории. Никој не знае зошто. Меѓутоа, најчесто Што најинтересно е па и возраста, знаеш, јас сме имале ние детска хирургија, знам деца веќе. Па види не, ама има разлика се. Значи, у детска возраст ако се јави, тоа се поише метаболна, тоа е повеќе метаболна некоја етиологија. Значи да имаш проблем во самото заради проблем во метаболизмот, да има појава на калкулоза. Како се старе понатаму или некоја анатомска аномалија, тоа може исто кај деца да биде, а понатаму заради, не знам, некојаш имаш професионална некоја диетеза, не знам, некојаш имаш заради помал внесна течности, живеа тропска клима, помал внесна течности, водата е она лек за све, у секоја од оние, секој препораки што да правам со камења, вода. Значи течности да се пијат. Затоа што и да имаш, нели сите викаат, дали скопска вода била проблем за сознание. Да, може да биде, затоа што е тврда вода. Ама од друга страна ти земи пи многу тврда вода, пак нема да направиш проблем, ќе се пропере тоа. Да, и оние муабети кои Значи може да биде на модерат риск да биде, значи среден да кажем нешто биде. Инаку факт е дека може и генетика по тебе? Генетика може да биде. Генетика да поише метаболните. Метаболните има вако. Метаболните. Добро, окей, сега идеме оној пак е оние мои недосадни прагматични прашања. Значи имаме во бубрек, амен, значи кога почнува да правиам проблем? Дали димензијата во бубрето или кога ќе почне да се спушта? Види, факт е дека болка е кога ќе направи обструкција. Ќе се прошири, дали тоа уретер, најчесто боли бубрегот, нели? Бубрек ќе се надува, да кажеме, и боли. Така, ќе отече бубрегот. Меѓутоа нема врска со кафе каменот, зависи каде застанал, кај застанал, тоа е проблемот. Кај настанала затката. Меѓутоа вообичаено кога ќе влезе во уретер или на уретеропеличен сегмент, значи али зависи од големината. Помал камен полесно оди, големите застануваат погоре.
обично прават проблеми. Но поголемите камења веќе направиле таква, тие ги викаме коралиформни камења, значи буквално личат на корали и ги зафаќаат сите чашки, сите и легенчето во брегот, да, и тогаш тие се многу тешки за и деликатни за лекување. Тие треба со операција, тие немаш Па оперативно. види, во 21 век многу ретко, јас стварно не се сеќам од кога сме работеле отворена операција не се сеќам, затоа што све се оди на минимално инвазивни методи. Значи, Да, тоа би сакал да направиме. Све се оди на минимално инвазивни. Дали станува збор за да се работи низ тие човековите natural orifices, значи природни отвори, збориме за да влезеш преку ретрата фактички, преку ретрата дојдеш до во каменот, во ретерот или во пилонот. Сега има така наречена ретроградна интраренална хирургија, има флексибилна реноскопија, има дигитални реноскопи, има перкутана, тоа е значи преку кожата директно во бубрегот да влезеш. Многу различни методи. И постоиш една метода на екстракорпорална што беше на времето на Да, со кршењето. Со кршење камен, тоа веќе станува можеби историја, меѓутоа и таа има свое место тук. Ама многу зависи кај се наоѓа каменот, какав е каменот. Сега можеме да утврдиме и какава е тврдината на самиот камен, па да кажеме ова не е за оваа метода, повеќе за друга метода, така да стварно е многу различно. А да речеме дали е болно, значи нели порано на кршење на камен беше за рука ги државме. Па види се, професори. Па да. Да, така. Кога крше камен. Да, ма види се, тоа зависи и од тоа како се третирало тоа време. Значи секаде се дава може. Сега веќе со анестезија, така да. Се аналгезија, анестезија, па нема ни тоа да боли нормално, значи затоа што секоја таа процедура е болна. И нормално дека се прават со анестезија. Да, сите. И после она треба да се потенцира дека ставате сонди, нели се стават? Да, обично се става таа далаџе сонда која што треба да стои одреден период за да И после амбулантски ја вадите и тоа на тој начин. По тебе што мислиш причина што се повторуваат? Пак е некаква дека ќе измоче, ќе го види повторно за да настане камен некој мора да има проблем. Бубрегот е веројатно нешто што е поврзано со или со анатомијата или со внесот на течности или со самата поставеност на бубрегот или па на крај крајава постои одредена слабост која што прави бубрегот. Ако зборам за камења убешика, мочен меор, тогаш тие се најчесто последица на некаква субвезикална обструкција. Проблем со мокрење за доволно е матрикс да има на него се тие мора да тие ги оперирате или истите методи се неинвазивни? Тоа се исто не, низ каналот, трансуретрално се решаваат. Нема операција реално отворена, збориме ретко единствено, ако гледаме дека мора некако отворено, onda лапароскопски би го направиле тоа. Пак минимално инвазивно. Последно прашање за калкулуси за камењава. Кои ќе ми кажат, слушај, има некоја вода, не знам каде се пијат да ги здробат камењава, да им кажеме на луѓето дали реално постои таква вода или не постои. Мислам тоа е Па у принцип знаеш пиеше некој му го снема. Човек тоа си може да го наоѓа измокрие, така да. Човек си бара чаре. Така да постојат ретко камења кои што може да се истопат, значи тие вратни камења, најмеките камења, меѓутоа кога дојде пациент кој ќе ме праша, јас викам ќар дали ќе има, не знам, зијам веројатно нема да има, меѓутоа и тоа треба внимателно, пошто постојат некои тие бабини лекови кои што знаат да направат проблем. Така да тоа е. Добро, со ова би завршиле за калкулус, мислам дека вака претежно све, не знам, вака претежно тоа ги фативме сите теми во однос на калкулусот. Неизбежно е да зборуваме за туморска патологија, мислам све повеќе мислам дека Па има. Најинтересно е што мислам дека секој што ќе гостува во моја емисија, мислам бидејќи претежно ќе бидат сите стручни од својата област. И мислам дека нема некој што нема да спомнеме од органот што се занимава или со системот што занимава да нема туморска патологија. Па добро, тоа е пак поврзано и со старењето на популацијата. Да знаеш, затоа и можеби има затоа повеќе. Да, може и тоа да. И тоа може, меѓутоа и оние сите зрачења што ги има тргни од мобилни телефони и од ова се што се случувало во изминатиот период, бомби, ураниум и не знам тоа што. Да, што викаш, тоа може све да е причина, да, така кој знае. Никој не знае, затоа што постојат различни хематолошките дефинитивно од тоа се после она војната. Да речеме еве сега би кажал, би те прашал едно прашање, речем кој најчест? Вака што го стрекаш у пракса.
Па кај мажите дефинитивно карцином простата. На простата, кај жените? Кај мажите, зборам од уролошките карциноми. У светските рамки тој е, ај сега збориме за мажите, нели, карцином простата. Меѓутоа кај нас не е тој најчест. Најчести се гастроинтестинални карцином бели дроби, па можеби трете карциномот на простата. Ама веројатно едно е ради тоа што можеби нема доволно диагностика. Меѓутоа не е се она што среќам јас од уролошка пракса, карцином простата кај мажи, а кај жените веројатно туморот на карциномот на мочен мејор. Да. Кои се први симптоми ако за простата зборувавме? Простата зборевме, за простата зборевме. Да речеме еве кога има карцином на бубрек, пример, или карцином на бешика или кои што прво доаѓаат кога симптомите да се сомневаш. Немаш да збориш, немаш да генерализираш. Бешиката за тумори на мочен мејор тоа едноставно има хематурија, има карфурина. И болна или безболна? Безболна. Безболна, тоа е да се потенцира. Безболна, доаѓа пациент, вика можеш в крв и точка, толку, ништо друго. Ама од друга страна прелесна е диагностиката. Ехо, може да го видиш. Сега секаде имаме ехо и второ цистоскопска, значи се влезе внатре видиш. И тоа е решението е тоа. И операцијата е пак ендоскопска, трансуретрална, се ресецира тоа и се гледа после понатаму колку длабоко ти. Како е со, да речеме и за бубрегот веројатно е. А бубрегот се исто така, она што да речеме гледаме секојдневно, тоа е многу почесто доаѓаат пациенти со мали тумори на бубрег, затоа што реално секаде се речи се секоја било која, не знам, матична амбуланта има ехо и може да се види. Така да доаѓаат малите ехо, значи наједноставна диагностика со ехо, а после ако има сомнение се прави компјутер или магнетна резонанца. Така да тоа и после тоа се третираат. На третманов да речеме оперативен на бешика како го решавате? Комплетно со бешиката прво радикално или не? Зависи колку е длабоко дојден туморот, колку дали зафатен мускулот на мочниот мејор или не, во зависи од тоа. Или се следи, се дава некоја имунотерапија, ако не, ако е површен карцином, ако е веќе длабоко во бешиката, во мускулот, тогаш се вади комплетно целиот мочен мејор. А кај бубрегот да речеме може се направи парцијална ресекција да се отстрани само дел од бубрегот или најчесто го вадите цел? Се повеќе орган сперинг хирургија или во случај колку што може да чуваме. Апсолутно нефрон сперинг. Значи буквално сум имал пациенти кои што имале еднаш тумор на бубрек, изваден само туморот, се повторно буквално као да го делкаш, као нели да правиш. Значи не го вадиш. Гледаш да не го изеш. Нормално све да биде за пациентот. Нормално пазиш, гледаш каде е местоположбата, како е ситуацијата, каков е туморот. Од тоа се зависи. Кога сме замено време беше интересно, мислам тоа што го имав кој информација, да речеме имаш голем број на лекови пример за карцином на града. За бубрек знам дека нема голема избор на хемотерапија или се почна пак. За бубрек нема хемотерапија. Не се дава меѓутоа затоа имаш таргет терапија. Таргет терапија која што навистина добра и која што може да направи комплетно, да кажеме, елиминира бришење на тие метастази кои што нормално си има век тоа. Меѓутоа се скапи лекови кои што се даваат секој месец и се даваат најчесто until progression, значи додека повторно не се појават. Меѓутоа има пациенти кои што имале многу метастази, со тие лекови се избришале. Али основно е да се трне она што е главното жариштето, нели, кое што ги фрла тие метастази. Се прави палиативна нефректомија и се дава таргет терапија. Тука неминовно, мислам дека преска тоа се док зборувавме се го спомна и затоа како прашање дополнително ми дојде. А што знам дека често се случува. Значи, да објасниме која е разлика помеѓу воспаление на тестис и торзија на тестис. Значи, мислам, од аспект кога доаѓа, значи треба да сватат и гледачите и слушателите дека едното се лечи, другото треба да се оперира. Значи треба да сватат да се огледаат разликата меѓу едното и другото. Бидејќи знам и од кај децата се појавува кај возрастните, така да збориме за воспаление и за торзија. И за торзија, да. Во принцип и двете спаѓаат состојби како акутен скротум. И во принцип многу е битна што да објасним уствари прво што е торзија и торзија е увртување на тестисот околу петелката васкуларна, околу крвните садови, буквално се прави стоп на храна и исхраната. Како ластик на прза се ставува. Така, помодри прстот, вака помодрува тестисот. И многу е битно да се делува на време, да се делува првите, вика дека до 24 сата, окей, да сметам дека првите 6 до 12 часа е идеално да се тоа истретира, за тој тестис да биде добар, да не биде после за нели само да виси како да виси како лагерче. А воспалението е воспаление класично. И денеска е пак лесно благодарение на тој ултразвук и на доплер ефектот се гледа и реално грешката е минимална. Така, грешката е минимална и секогаш нема човек да сгреши ако има пациент со акутен тестис и да го ревидира и да влезе во сала, да направи една експлорација да се види што е. Нема да сгреши. Туморов на тестис?
Туморални тести се реално нешто што повторно може да се смеша со овие две претходно спомнати состојби, ама тоа е за операција. И проблем е уште нешто со старењето, уште нешто. Се повеќе пациенти, обично се сметало дека туморални тести се нешто што спаѓа као патологија кај млади, 20 до 40 години. Така. Се повеќе пациенти над 40 години ги среќаваме со туморални тести. Веројатно, што е поврзано не знам. Не е до старењето на популацијата, тука веројатно до некои надворешни влијанија. Веројатно, да. Но дефинитивно тоа е за отстранување на тестисот. На крај би се вратил до она што почнавме од почетокот за уролошки заболувања кај жените. Значи да видиме кои се, освен тоа инфекциите што спомнавме, како една од да видиме кои се најчести. Да речеме стрес инконтиненцијата, мислам дека представува еден од проблемите кои што вие ги третирате. Или гинеколозите. Тоа е урогинекологија, значи тоа е она така наречена урогинекологија и тоа е нешто што не спојува нас и гинеколозите и зависност од земјата, од школата која што е, се оди и кај гинеколозите и кај уролозите. Во принцип стрес инконтиненцијата е нешто што се третира, значи оперативно само. Тоа е кога имаме неволно губење на урина при кашлање, при смеење, при физички напор некои кај жените и тоа доаѓа обично со годините. Поврзано е најчесто со тие хормонални промени, меѓутоа поврзано и со претходно ако имала раѓања и тоа најчесто не е раѓања кои што се спонтани породувања, не зборам за царски рез. Меѓутоа се доста проблематични и непријатни за пациентките. Така. Постојат вежби, постојат лекови, меѓутоа стрес инконтиненцијата таа што дели од она, да речем, друга инконтиненција, чиста инконтиненција, која што може да се третира прво како и со лекови, па да видиме дали понатаму ќе мора да се направи одредена операција. А кај, да речеме, во амбуланта, кога доаѓаат жени со кој најголем број на проблемите доаѓаат? Освен уринарни инфекции. Уринарни инфекции се најчести. Најчести. Понатаму ти кажав, патологијата малигна може да се како се викаат тие тумори. Да, другото, калкулоза има и доаѓа стрес инконтиненциите повеќе ти кажав, тоа е нешто мешано така да луѓето од на гинеколог и на уролог така да. Од кај нас не е тоа да кажам дефинирано толку јасно. Јасно, добро. Океј, веќе завршуваме бидејќи мислам ги фативме скоро сите теми да не бидеме досадни. Да, па не досадни, ама мислам дека гледам имаш доста работа, многу да не ги смешаме со многу диагнози. За 30 секунди што би дал совет за сите мажи и жени во однос на третирање на урологија, превенција од уролошки проблеми? Во принцип тоа е да се знаеш што многу е битно човек да си го слуша телото. Ако гледа дека нешто не е кој што треба, да си оди на уролог, да превземе на своја рака и по мене, особено за мажите, да се одат, а и за жените, да се одат на тие препорачани скрининг прегледи кои што навистина знаат да спасат овој живот. Како гледаш еднината во урологијата во однос на нова технологија во школството, во едукација, во не знам, да речеме. Ние урологијата у Македонија секогаш сме биле поназад малку затоа што урологијата многу напредува технички, многу со нови методи кои што не можеш секогаш да ги пратиш. Значи ти купуваш еден апарат, нешто слично како со компјутерите, нели? Купуваш компјутер во моментот кога си го купил, он е веќе стар. И има многу нови. Сега во светот е хит робот, така да се надевам дека и ние ќе земеме некој робот да успееме. А се надевам, нели? А во однос на едукацијата, мислиш дека е... Едукацијата е секогаш поврзана со добри менторства, меѓутоа и со добра, да кажам, не само апаратура, меѓу мораш да имаш и треба човек да сака прво. Значи, за да станеш добар во било која бранша, мора да сакаш да го работиш тоа. Ретко доаѓаат луѓе кои што навистина жар да сакаат тоа, постојат нормално дека има, меѓутоа прво е тоа, да сакаш да го работиш ова. Деликатна е, можеби, многу пати ме праша докторе кој ти тераше да го работиш. Меѓутоа, сепак мора да сакаш да го работиш и има простор за напредок, има простор за едукација.
урологијата е многу интересна наука. Јас можеби сум сакал и друго да бидам, и да како одело време сум видел дека урологијата е наука што имаш спој на класична хирургија, особено абдоминална, затоа што имаме операции каде што навистина работиме со реконструктивни некои интервенции. Имаш ендурологија и сега имаш овие модерни адванс лапароскопија, роботска хирургија. Така да многу интересна наука. Добро, ја не можам и да не спомнам, бидејќи ти навистина беше и долги години активно инволвирани во трансплантацијата на бубрези. Мислам дека тоа многу години, мислам јас, бидејќи ја едно време знам кога вие веќе бевте далеку навлезени во. Да, добро, но ја не знам и голема бројка имаш направено. Од почеток сме работеле, па дури сум направил неколку трансплантации заедно, нели, со професор Попов, со понатаму со Докчев, така да со Лековски сме работеле ние трансплантации, интересна наука. Тоа и трансплантацијата на бубрек е сосема една друга. Прво даш надеж на пациентот, нели му. Не, тоа е агонија на тоа, дијализата е агонија, мислам тоа. Агонија дијализата и реално она што е добро е со една релативно едноставна хируршка процедура, ти му даваш него нов живот. Сега, дека тоа е борба, апсолутно. Тука имаш нели имуносупресивна терапија, тоа знаеш и која ти беше тоа со хепара, тоа е борба на вистина. Да, беше. И ама пациентот може да има нов живот. И понатаму живот кој што може да му биде на вистина добар 10, 15, 20 години. Така да тоа е трансплантацијата. Добро, мислам дека добро што мрдна работи во последниве години, бидејќи знам многу време поминавме, тоа знам кога ги правевме тоа законите сите тие работи. И сега на вистина и ова што постои канцеларија и националниот координатор и се тоа мислам дека придонесе. Од кога сум во Систина, во аџибаден система немам допир толку со трансплантација кој што немав порано. Инаку, она што мене ми беше, да речеме, она што сакав и што навистина почнав да го правам, тоа е кај донорите, кои што се фактички оние што нема поголема, да кажам, похумана работа, тоа да даеш бубрек на некој. Добро, збориме. Па во Македонија нема алтруистичка трансплантација, нели? Да, мислам дека е рано. Да, ние сме уште многу назад и како системи, како ментален склоп. Не познат да му дае на друг, тоа не може. Тоа не може, меѓутоа пак ти даваш на некој, значи донорот е здрав човек. Идејата моја беше не да, затоа што беше многу мутилантна операцијата за вадење за вадењето, екстракцијата на бубрекот, експлантацијата и понатаму давањето за донор. Така да почнаме да правиме лапароскопска експлантација на бубрек. Многу помала травма кај пациентот. Пациентот станува за 2-3 дена си оди дома, нема тоа лежење, нема големи рани, нема течење, нема инфекција на рана. Така да тоа беше она што ми беше мене мотив. Понатаму како одеше мојата професионална кариера, сработен, меѓутоа тоа секојаш сакаш да направиш нешто ново. Така да тоа беше интересно. Тогаш, тоа време и сега тоа рутински се прави на клиниката. Сотир, фала ти многу. Мислам дека вака си направив убав мовет. Мислам дека фативме голем број на теми, мислам дека ќе бидат интересни за гледачите. Почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. Се надевам се гледаме во наредната епизода со мој друг колега од друга област. Ви благодарам.